Почнува целосната исплата на оштетените лица во августовските поплави, одлучи владата. Како што соопшти владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев, исплатата ќе се реализира во неколку транши овој и следниот месец. Со првата транша вредна 118 милиони денари ќе бидат опфатени 947 предмети или 25% од засега утврдените 4000. Граѓаните да бидат сигурни дека владата ќе го реализира ветувањето дадено во август и дека ќе ги обештети сите што беа зафатени од поплавите, нагласи Ѓорѓиев на пресконференција. Според него, првата транша би требало да се реализира до крајот на оваа недела. Во Скопската касарна Илинден денеска свечено беше отворено постојаното седиште на Балканските медицински наменски сили, составени од припадници на армиите на 6 земји, и тоа Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и на Словенија, со поддршка на Норвешка и Соединетите Американски држави. Овој круцијален регионален проект, нагласи министерот за одбрана Зоран Јолевски пред неговите колеги министри за одбрана од Босна и Херцеговина Марина Пендаш, на Словенија Андреа Катич и на Србија Зоран Ѓорđević, кои присуствуваа на отварањето, има за цел да изгради регионални медицински капацитети кои ќе бидат способни да дадат брз одговор на широк спектар на кризни ситуации, како што се природните непогоди. Уставниот суд на Република Македонија денеска ја отфрли иницијативата за оценување на уставноста на одлуките со кои председателот Ѓорѓе Иванов на 12 април годинава помилува 56 лица со образложение дека тој на 27 мај ги повлекол одлуките и со тоа тие веќе не се во правниот поредок. Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија денеска излезе со поддршка за ново најавениот проект на Груевски за изградба на 140 нови детски градинки. Според СОНГ, со најавата за изградба на овие градинки ќе се подобри згрижувањето, воспитанието и образованието на децата од предучилишна возраст. Според председателот на СОНГ Јаким Неделков, на овој проект кој што е најавен, сигурно можат да му позавидат и поразвиени држави од Македонија. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска призна дека нејзината политика на отворени врати кон мигрантите предизвикала бран од агресија од страна на десничарските опоненти во земјата, но повлече дека нејзината политика за ова прашање нема да се промени, пренесо британските медиуми. Во интервју за неделникот Цајт, 2 дена откако десничарските и националистичките настроени демонстранти ја извиркаа во Дрезден, таа изрази аларм од драматично нараснатата агресивност во Германија во текот на минатата година. Ако зборувам за некои грешки, тоа е затоа што го имам предвид целиот систем на европска политика кон бегалците и мигрантите, што се спроведуваше во текот на многу години, кажа таа за неделникот Цајт.